Точка broj 2. Predlog odluke za davanje suglasnosti za financijsko učešće u predlog projekta od nadgradba na prijelog kanalizaciona mreža i kolektorski sistem za odredbujanje otpadnih vode lokacija na PSOV1 za gradnje KP kolektor 2. Imаме predlog za isti отповик от общината да дадем още една точка. Тук помолвам само Плаж да ми обяснят за третата точка, що е дали да я вметнем и дали че изгласаме за вметнем. Одлуката е страна. Пишмо може да бъде са. Установува за инвестиция от половин милион денара, така като нашата ученица отиде на 20%. Добре, я се послушам. Продължи, Блажайко. Сега за третата точка. за колектор 7А и Човек да го изгласа в дневния ред, защо се работи като трета точка, защо се инсистира да се обърза? Помня, че следите да обезем за само точка. Допълнително. Стана въпрос за можност община демократия да аплицира по програмата за управление свободи за 2023 година, където на ниво на цяла Македония се одобрила 25 милиони денари за изграда на нови одръжвания на постоянни явни възстановителни обекти. Значи, тук има това е систем на будуване, където в делът на будуване има имущество. Бидейки ова е скоро добиено, а има кратък рок, сметаме дека е хубаво да се поднесе апликация, за да може барем да участваме со еден проект. Сакаме да участваме со по-малък проект, който е со вредност от 450,708 денари. Това е за картажа дрен, значи изградба на цевковод и поведение на картажа са пространски доводи на цевковод. Това значи овој проект би се подобрило водоснабдуването во селото. Во моментот само една картажа. ще извиниш, ще прекинувам, че не разложиш точно по-късно. Дали се съгласуваме да влезем от дневния ред точка брой 3, който ще се работи за иски отпор. За? Значи дневният ред те го случилува 3 точки, първата и втората, която ще веќе ја првшат, и третата, която от урбанизъм те ни я образложа. Пред да преминем на дневният ред, предлагам да гласаме за усвоюване записниката от предходната 18-та седмица за посока община Демиркапия. Така да никой бъде сбор. Никой не бъде сбор, предлагам да гласаме. Кой е за? 6 за. Записникът от предходната седмица се усвоила. Затова сега предлагам да преминем на точката в дневния ред. Точка брой 1. Предлог odluke за даване съгласност за финансово участие в предлог проект от надградба на канализационна мрежа и колекторски систем за отведение на отпадни води до локация ПСОВ1 за града Демиркапия колектор 1. Предлагам образлагачите може да ги обраложат и всички 3 точки наеднъж, затова ще се повързани и са от исти сектори и се за исти отпори. Благодаря. Значи, община Демиркапия има Демиркапия и села, които некои са отфатени со водоводи, некои са фекални канализации. Значи, имаме недостатък со подобрението на некои села со водовод и имаме недостатъци во общината, кај што треба да се учествува во подобрение на обведувањето на отпадните води. Значи, обведување,
Почнал со точките кои што се за колекторскиот систем. Демеркапија има фекална канализација, но некои објекти уште не се приклучени во фекална канализација. Но со овој проект се предвидува колекторски систем каде што исклучените на отпадните води кои што се во река Пошева и во река Вардар да бидат сите прифатени и однесени до локациите за пречистителни станици. Во Демеркапија според проектните документации кои што се изработени, потребно да има две пречистителни станици за конфигурација на терен. И едната пречистителна станица е на кој што ќе биде под железничкиот мост и кај што би ги опфатили отпадните води од улица Партизанска, Наумовски, сите што се улици кои што се од десната страна на река Бошева и централното градско подрачје, кој што се Маршал Тито и 11 октомври, дел од Романска и Гринденска, каде што сите тие отпадни води би се со овој проект со колекторските системи би се спојили во еден колектор и би се одвели до местото кај што е предвидено за пречистителна станица. Со некој нареден проект би се надам дека би можеле да добиеме некои средства за изграда на таа пречистителна станица до тогаш. Овие отпадни води само ќе се прифатат и ќе се однесат на местото каде што е предвидено за пречистителна станица. Станува збор за два колектори, кои што едниот е од новиот мост кон местото за пречистителна станица и вториот крак е од Наумовски, кој што отпадните води од улица Орце Николов ќе се прифатат. Со отпадните води од цела улица Наумовски, вклучувајќи и специјален завод, улица Партизанска, Тиквечка, Дане Груев и тие сите со преминување преку река Буша би се споил во тој колектор кој што е од новиот мост до местото каде што би се градила пречистителна станица. Значи со ова ние очекуваме голем дел од отпадните води да не се испуштат на повеќе места, туку да биде тоа на контролирано и на едно место. Додека за водоснабдувањето не е само село Дрен кој што има проблем со водоснабдување, има и други села, но имаме можност, бидејќи се мали инвестиции и можеме да бидеме вклучени во оваа програма за води, значи сакаме да го подобриме водоснабдувањето во село Дрен. Село Дрен сега има една каптажа, која што површински се зема вода и се одведува до резервоар. Но таа не е доволна количина на вода и затоа со овој проект се планира уште една каптажа кај што дополнително би се офатила вода. Заедно од Советски збор, односно три точки сега. Овие вашите проекти се за поздравување и секогаш согласен за тие такви проекти. За правење на нови во случајот колектор за отпадните води. Меѓутоа, прашањето ми е што се случува со постоечките канализации и нивното одржување и проблемите кои што се јавуваат кај населението. Како тие, дали опцијата има план, некој предлог, проект за одржување на постоечката канализација, обнова или сите тие работи кои што се јавуваат како проблем на населението? Значи, овој проект со колектори фактички надградување на мрежата која што имаме ние канализациона во Демеркапија. Тоа значи правење на мрежа комплетно. Но самото одржување на канализационните мрежи е на јавното предпријатие, доверено на јавно предпријатие и доколку има некои мали интервенции, потреба од мали интервенции, тоа и го работи јавното предпријатие. Но до сега не е некоја барем до општината, иако знаме дека има проблем со некои мрежи,
поставено како задача да ние имаме потреба од некоја нов как, мислам, да се проектира и да се изведе. Значи, тие што се постоечките, што ја имаме постоечка мрежа, одржување да го прави јавното предпријатие. Знаеме дека имат това проблем со некои мрежи, но до сега не сме имали како задача да направиме нова проектна задача, која што би гледаме како би го решавали тој проблем. Добро, значи нема такви барема. Кажете кој е начин, зашто има потреба, има проблем. Кажете ли начинот како луѓето од улиците, од населението, од поголеми така, да речеме, населби, која е постапката, како треба каде да се достави тоа барем, што треба да се одржи? Вако, значи, ние, гледајќи од тоа што се случува, дека дел атмосферските води во канализационата мрежа, тоа е лоцирано како проблем и општина Демократија сите нови улици кои што прави реконструкција се, значи, има пристапена кон посебен систем за одведување на атмосферски води, за да нема спојување на овие два системи. И затоа имаме и проекти направени се. Проектите не зависат од тоа каде би можеле да учествуваме со изноѓање на финански средства и доколку е помал проект, би општина Демократија само би учествувала во реализација. Има проблем, знаеме, на неколку места се лоцирани, но веќе работиме на случај кај што атмосферските води ќе ги издвојуваме. Проблем е што до тогаш се случува некои води, значи да се приклучат тоа не се случува во населените улици. Туку се случува од објекти кои што водите се насочуваат во мрежата за фекална канализација, пошто доаѓа до несакани последици. Добро, се надевам дека општина Демократија има представа за тие какви некои недостатоци што се случуваат на тој дел и дека се предземат мерки кои што со тоа ќе се намине. Мислам, како пример ќе ја дадам канализација, да кажем, од Попова, од Вила Марија. Таа канализација ствара и миризба и населението таму значи реагира. Истото се случува на улицата 8 март, значи тоа ќе го кажете, тоа што таму доаѓа. Значи, неподносливо кога дува ветар од Демократија. Тој крак е најдолгиот крак на канализација и дали е утврдено, дали сите се уклучени како што треба, дали е се по закон или има и други приклучоци и што се не се става не се приклучува. Потребно е некоја тело, луѓе, специјалски надзор, кој што би требало да од време на време да прави така некои, да кажам, прошетки низ градот, да се има на места каде што шахтите не се добро запечатени, па се прегаѓаат возилата кои се движат, па има некои пречки ставени напред, значи има некои работи. Стварно вака евидентно се гледа, ама сакаме значи да има движење од општината, да има луѓе кои што се грижат за општината. Вака се, значи, прво се спомнават винариите, значи винариите, отпадните води, прво да бидат почистени, па после да имат некој третмент, па после тоа да бидат водите одведени во системот за фекална мрежа. Што значи дека во Илина сега немаме пречистителни станции, но во Илина кога имаме пречистителни станции, за тоа би било, значи, мора да имат третмент, посебен третмент ја водише се од винарите. Има, значи, е направен системот од фекална мрежа која што е од кралската винарија. Значи, кралските винарија исти хотел во Вирадисо, тие се приклучени во тој крак кој што поминува покрај маршал Тито
и во еден колектор кој што пред 3 години беше реализиран, кој што тие води директно се одведени во река Варта. Таа е локација кај што не е втората прочистителна станица предвидена. Тој крак е направен и доколку значи тој е компактен, значи не знаеме дека има таму некои проблеми со таа. Ако имат некои што се нели емисии во воздух кои што се од винаријата, тоа ми сигурно не би требало да е од отпадните води. Зашто ние немаме сознание дека зашто компактно сите отпадни води од тој дел се насочени и нема изфрлање на отпадни води на отворени површини. Јас ние такви сознанија нема. Имаше такво нешто, имаше многу акции кои што сите отпадни води, кои што беа изфрлени на јавни површини, поготово кралските канали кои што се за наводнување често се користи и за изфрлање на отпадни води. Но со акции тоа се отстрани. Значи сите отпадни води кои што беа изфрлени на тие јавни површини веќе ги нема. И веќе имаме во Демеркапија релативно добра состојба кај што отпадни води нема. Значи немаме лоцирано така. Доколку има, значи сигурно тоа би се имало уште една акција, но немаме сознание дека има така. Проблемот што се јавува со цевководите кои што се постоечки и кои што ги одржаваја и јавните предпријатија, знаеме дека улица 11 октомври има проблеми, поготово 8 март каде што често се случува до запушување на канализационната мрежа. Не знаеме дали е тоа поради профилот на цевки кој што е вграден или е тоа поради несоодветно користење на мрежата. Зашто се случува по наше сознание кој што ги добивме од јавните предпријатија дека не често при отпушувањето се наоѓаат работи кои што не би требало да се извоат во тие канализационни мрежи. Значи, да им дадеме на граѓаните апел дека секој проблем кој се случува во однос на оваа тема, нели? Да се обратат во Бошава или пак тука во општина. Имаме комунални инспектори со јавните предпријатија тука, значи ние секогаш соработуваме и кај што има проблем на решаваме проблем. Но тој ако има треба да биде пријавен. Благодарам, дали друг разговор. Никој разговор, предлагам да преминеме на гласање. Точка број 1. Предлог одлука за давање согласност за финансиско учество во предлог проектот надградба на делот за канализационната мрежа и колекторски систем за одведување на отпадни води во локација ПСОВ-1 за град Демеркапија колектор 1. Кој е за? 5 за, против, воздържани, точката се усвојува. По дневен ред точка подреден број 2, предлог одлука за давање согласност за финансиско учество во предлог проектот надградба на делот канализационна мрежа и колекторски систем за одведување на отпадни води во локација ПСОВ-1 за град Демеркапија колектор 2. Кој е за? 5 за, против, воздържани, 2. Точката се усвојува. И точка број 3, го немам точниот назив, ако... Точка број 3, предлог одлука за давање согласност за финансиско учество во предлог проектот изградба на цевковод за поврзување на каптажа со постоечки доводен цевковод во село Дреме, општина Демеркапија. Кој е за? Едногласно. Со 7